Рипче, се сеќаваш на името на она момче, нели? Она високото, порано што излегуваше со Еми? Ајде де, пред некој ден ти зборував за него. Како се викаше? Зошто воопшто се мачам? Сите знаат дека рибите имаат кусо памтење. СПБ стигмата се јавува кога некое лице со СПБ е осудувано или исмевано, иако предрасудите веројатно произлегуваат од лажни информации. Постојат многу стереотипи за тоа како се добива сексуално пренослива болест, како тоа дека имате секс со многу луѓе, дека сте валкани или дека не користите заштита. Сепак, ниту еден од нив всушност нема основа. За жал, стигмата за СПБ може да биде навистина штетна, бидејќи може да предизвика луѓето да се чувствуваат засрамени или да се срамат од себе. Овој срам може да предизвика тие да не се тестираат за СПБ, што значи дека инфекцијата може да се влоши и да предизвика поголема штета. Стигмата може да предизвика некој да не биде искрен со својот партнер за минатите партнери или СПБ што може би ги има. Тие може да стравуваат дека ако кажат вистината, новиот партнер ќе ги осудува. Затоа е важно луѓето да ги научат фактите поврзани со СПБ. СПБ се неверојатно чести и речиси секој што има секс ќе добие СПБ во одреден момент во животот. Повеќето СПБ не предизвикуваат никакви симптоми, па луѓето често се инфицирани без да знаат. Може да добиете СПБ првиот пат кога ќе имате секс, па дури и ако користите заштита, бидејќи кондомите не ги покриваат сите делови на гениталиите. Затоа следниот пат кога ќе слушнете за некој со СПБ, не осудувајте. СПБ се вообичаени. И ако имате секс, не заборавајте да побарате од вашиот лекар да ве тестира за СПБ. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!